Ми интервју со премиерот Христијан Мицковски. Господине Мицковски, добро дојдовте во студиото на МИА. Благодарам на поканата. Чест и задоволство ми да бидам во студиото на МИА. Повеќе од 6 месеци од како сте на премиерската позиција, отворивте повеќе процеси, да не кажам фронтови. Што сметате дека е ваш најголем успех во овој период краток? Ова беше период кој што во нашата политичка стратегија требаше да биде период кога ќе го сопреме слободниот пат на државата и полека ќе почнеме да се доближуваме до, јас би рекол, кота нула. Ние уште не сме дојдени до состојба нула, кога ќе кажеме од овој момент сега можеме да развиваме државата. Тоа е нешто кое што е многу важно. Затоа што ако вие немате стабилни институции, ако немате стабилна состојба во земјата, тогаш вие не можете истата таа земја да ја развивате. Не би можела Македонија да се развива онака како што ние сакаме, ако не ја стабилизиравме состојбата. И тоа по мене беше нешто кое што беше најголем предизвик, бидејќи да не бидам јас субјективен и да давам оценки, судот на јавноста беше таков каков што беше, дека буквално 7 години уназадувавме, буквално 7 години бевме во сигурен, на стабилен слободен пат. На 8 мај на изборите и претседателски парламентарни гласно зборуваа граѓаните. И таа нивна гласност беше резултат на тие погрешни политики кои што беа водени. Така што тоа беше еден од клучните предизвици. Не сакам тука да споменувам дека владината сметка тој 24 јуни пред нешто повеќе од 6 месеци беше околу 12 милиарди денари во минус, за да денеска сме неколку милиарди денари во плюс, што значи дека и тој долг сме го вратиле. Работиме на создавање на нова вредност. Потоа тука беше предизвик ребалансот, НАТО самитот во Вашингтон, борбата која што ја водевме надвор од земјава, борбата која што ја водевме во Берлин, Брисел, Вашингтон, Лондон, секаде буквално каде што одевме, да ги вратиме позициите оние кои што претходно беа распродадени или загубени. Борбата борбата беше многу динамична во делот на обезбедување ликвидност во буџетот, средства во економијата, да можеме да ги зголемиме пензиите, да можеме да сметаме на зголемување на платите на здравствените работници, на образовните работници, субвенциите кои што доцнеа за пензионерите. За прв пат е исплатено К-15 на повеќе од 83.000 административци. И така натаму имаше многу, би рекол, мали, ситни успеси кои што вака навидом можеби не влегуваа во оптиката на граѓаните, но генерално кога би ја заокружил работата на владата во овие нешто повеќе од 6 месеци, најголемиот успех беше стабилизирање на состојбата и полека доближување кон кота нула, која што очекувам да се случи некаде таму на пролет, околу март-април месец. На внатрешно политички план е потребно обединување за клучните државни прашања. На тоа повика претседателката Сињановска во годишното обраќање пред претениците. Вашиот коалициски партнер, знам, исто така предложи платформа и опозицијскиот лидер, односно лидерот на СДСМ Филипче, предложи нешто што го нарече надпартиска стратегија. Како ќе се постигне тоа обединување во 2025? Имате ли некаков план и дали воспоставивте контакт со Филипче да исконтактирате и со опозицијата на оваа тема? Не, јас комуникација немам со Венко Филипче на оваа тема. Нормално во парламентот на ние претенички прашања кои што по новиот деловник се прилично чести се среќаваме, разминуваме по некоја реченица, како и со сите останати политичари. Јас ќе ве потсетам дека во мојот говор уште на 23 октомври, денот на внатрешната македонска револуционерна организација, повикав на ваков тип на обединување, кое што ќе кулминира со заедничка соработка која што би ја имале политичките чинители и Македонската академија на науките и уметностите, да креираме една долгорочна стратегија за неколку децении однапред, за да знаеме што треба да направиме и каде треба да се стремиме како држава. Добро е ова што е се поприсутно во јавноста, добро е што зафаќа темел, има свој корен.
И добро е да имаме ваков тип на дебати во кои што ќе имаме национално обединување. И јас тоа го поздравувам, се разбира, и секогаш сум подготвен да разговарам со секого кој што има било каква идеја или предлог, кој што значи национално помирување, да немаме оние древни ad hominem политички Ете за разлики. клучните прашања, барем Европската Унија, нели, напредокот на државата. Апсолутно сум подготвен, тука нема никаква дилема. Како ги оценувате односите во владината коалиција? Па, можам да кажам дека за сега односите се исклучително квалитетни. Нормално и дома во секое семејство е да имате за одредени работи недоразбирање, но со разговор тие недоразбирања ги надминувате. Но можам да кажам дека овие нешто повеќе од 6 месеци односите во владината коалиција се навистина на едно високо ниво. Нормално довербата се гради, продолжуваме да ја градиме таа доверба. Во годините кои што се пред нас очекувам таа доверба да биде на едно високо ниво и очекувам оваа влада да биде она за која што се договоривме на самиот почеток, а тоа е да биде влада реформска, со реформска агенда, која што ќе има една цел, а тоа е да го направи животот на македонските граѓани поубав. Дали во 2025 останува истиот состав на владата или можна е некаква промена? Па во овој момент не размислувам за било какви промени. Поединечно можам да разговарам за секој член во владата и да ви кажам секој со што се занимава, што работи, што е негов приоритет и што очекувам во следната 2025 година. Јас не сум од оние политичари кои што како премиер на влада се обидуваат преку естрада или делење на мандатни писма да ја следат работата на членовите на владата. Ние имаме дневна комуникација, разговараме со некој поинтензивна, со некој помалку интензивна, но генерално сум упатен со сите политики и приоритети на секој член на владата. И мислам дека оние неколку, би рекол, можеби разидувања во позициите кои што сме ги имале, преку разговор, преку диалог сме ги надминувале. Така што, да сумирам, јас сум исклучително задоволен од членовите на владата и во овој момент не размислувам за било каква кадровска промена, освежување и така натаму. Укинувањето на балансерот, законот за употребата на јазиците, наративи, отворија некои наративи за кои што сметавме дека или се надевавме дека се надминати, дои со обвинувања дека се урива мултиетничкиот карактер на државата, се урива еднаквоста, се поткопува рамковниот договор. До кога со вакви теми, наместо теми за просперитет, или едноставно да се помириме дека тоа е така на Балканот, да се вадат националистички теми постојано? Како го коментирате се тоа? Не само на Балканот, генерално и во светот има политички партии кои што имаат екстреми во своето политичко делување. За жал, партијата која што за себе се представуваше дека е зелена партија, либерална партија или не знам веќе каква, повторно се обидува преку етнички тензии, преку поларизација да го привлече вниманието во јавноста. Мислам, нивниот изговор е, би рекол, смешен. Посебно кога станува збор за легитимитетот етнички и слично, која што представува дел од нивниот речник, мислам дека тоа е погрешно во демократијата и во унитарна земја како што е нашата. Таков тип на риторика е, би рекол, најмалку чудна, но она што многу повеќе ме загрижува е што никако да се завртат кон самите себе и да сватат каде грешат. Бидејќи на дневна основа ги губат своите позиции и оние мали кои што ги има кај нашите стратешки партнери. Затоа што ова што представува нивна риторика, нивна порака во јавноста, дополнително ги оддалечува од демократските процеси. И ги става во друштво на радикални елементи опасни за безбедноста во регионот. А тоа не е така едноставно. Ако некој мисли дека вака со гол популизам и дневна риторика на поделби и тоа создавање на етнички тензии, а при тоа мотивот е да бидат во оптиката на јавноста за да може да заштитат некои процеси кои што се случувале во минатото, за кои што постои основано сомневање дека тие процеси се полни со криминал и корупција, тогаш тоа е наистина проблематично, бидејќи не можат никого да убедат од македонските граѓани
во тоа што го зборуваат, бидејќи тоа не го чувствуваат македонските граѓани, туку знаат дека оваа група, за да го сокрие она кое што е поврзано со основани сомневања за сторен криминал и корупција во минатото, користи и злоупотребува ваков тип на теми, затоа нема одиум, затоа нема гласност. Во Собранието сепак ја добивте нивната поддршка за законите со двотретинско мнозинство, Законот за реорганизација на министерствата, значи мислам дека беше Законот за локална самоуправа, измените што се носа. Потребно е двотретинско мнозинство и за други клучни прашања кои што понатаму нели ќе се случуваат. Имате ли комуникација со Али Ахмети во односи на последните случувања со Груби, каде тој се наоѓа? Јас тогаш очекував поддршка од сите политички партии. Зошто? И во случајот кога се гласаше за роду законот, односно организацијата на државната управа, односно реорганизацијата на владините кабинети, и во вториот случај кога имавме гласање на законот за локална самоуправа, очекував дека ќе има поддршка од сите политички партии. Во која смисла? Кога правевме реорганизација на владиниот кабинет, тоа секаде во светот е пракса на почетокот на мандатот на една влада, посебно на влада која што добила силен легитимитет на избори, со тоа што никаде во светот не се бара двотретинско мнозинство. Кај нас е таков уставот, таков законот, да мора да имаме двотретинско мнозинство. И мислев дека тоа ќе представува само форма. Но предпоставувам дел од опозицијските партии калкулира, не дадоа поддршка, за да можат потоа преку дневна политика и дневни пораки да бараат алиби за своите неуспешни политички потези во минатото и да речат, еве, и овие се исти како нас, прашање на време кога ќе бидат во коалиција со Демократската унија за интеграција. Предпоставувам дека Поради тоа што го гледавме нели низ годините, секоја влада коалицираше со ДУИ. така. И еве поминуваат недели, месеци, години ќе поминат, ќе сватат дека тоа кај нас така не функционира. Исклучувате коалиција со ДУИ, еве на пример, престојат локални избори. Не, јас Една реформирана, да кажам, доколку се Ниту реформира една партијата. политичка партија не можете да исклучите коалиција, тоа би било незрело и неодговорно да го кажете, но во моментот ние имаме стабилна владина коалиција, искрено но сме ги владините партнери, план за годините пред нас и фокусиран сум на тоа. Но да се вратам на претходното прашање, што се однесува до вториот елемент, а тоа е, како што вие кажавте, Законот за локална самоуправа. Тука навистина повторно не го разбрав СДСМ и останатите политички партии во опозицијата зошто сака милиони евро народни пари да потрошиме за неколку месеци разлика. Навистина не можев да разберам што е причината. Таму се продолжија мандатите, нели? Да, практично се продолжија мандатите со една цел да дојдеме до редовните локални избори, бидејќи за неколку месеци, неколку изборни циклуси, навистина е преголем товар за буџет. И добро е што помина, тоа и добро е што се смени Законот за локална самоуправа и добро е што се продолжија мандатите на вршителите на должности на градоначалници. Така што кога сето ова ќе се анализира, јас мислам дека во една здрава демократска средина овие потези од целата опозиција требаше да бидат државнички потези. Тие одлучија преку нивното однесување повторно да ја сведат работата на дневна политика. Ме прашавте дали имам комуникација со Али Ахмети, како и со сите други, како и со Венко Филипче во рамките на парламентот, во рамките на ние редовни присуства мои во рамките на парламентарната седница. Нормално е дека ќе се видите, ќе се поздравите, ќе искомуницирате и така натаму, инаку нешто посуштинско не. Актуелно, нели, изминатиот период е случајот со Груби, неговото бегство. Повеќе пати кажувавте, не шпекулирате каде се наоѓа во интерес на истрагата, излегува информации дека Ахмети знае дека е добро, дека е на албанска територија. Тука би ве прашала колку се слични приказните Груевски Груби и за тоа како системот потфрла кога ќе се соочи со високо профилирани личности осомничени за одредена корупција. Во право сте и во право е јавноста кога бара сличност помеѓу двете лица.
и Никола Груевски и Јартан Груби во делот на отчетност пред правдата. Но иначе кодите кои што потоа ги гледаме, но морам да кажам дека тука не станува збор само за високо профилирани политички личности. Бегалци од правдата ние имаме повеќе, би рекол десетици кои што се на потерниците на Министерството за внатрешни работи и правда во суштина. Тоа е заеднички процес. Тука никој не го споменува Васко Ковачевски, исто така и Васко Ковачевски, поранешниот директор, пратеник, член на највисокото, најтесното раководство на СДСМ е бегалец од правдата. Имаме многумина вистински криминалци кои што секако се личности кои што беа на премиерската, заменичка премиерска. Апсолутно. Секако и тие се битни. Апсолутно. И тука не би можел да кажам дека е целосно системски проблем. Тука повеќе ставам влијани на човечки фактор. Заедно со проблемите во системот. И ова нема да бидат последни случаи. Ке има војни не уште вакви случаи. Ако некој мисли кога ќе бидат последни, нема да бидат. За жал, поради партизираните институции кои што се дел од системот. И поради, би рекол, должноста на поединци кон некои политички моќници кои што се заслужни зашто тие поединци се наоѓаат во овој систем, па тие во знак на благодарност се трудат да им бидат лојални до самиот крај. Но тој живот е скап живот, тој живот е неизвесен. И тоа е живот кој што јас не би го посакал ником да сте бегалец од правдата, таму некаде далеку, надвор од семејството, надвор од деневните рутини и слично, да не можете да дојдете. Но она кој што мене повеќе ме загрижува е што, како што вие споменавте, Али Ахмети знаел каде се наоѓа Артан Груби. Во еден систем кој што функционира, а се надевам дека нашиот се уште функционира, посебно судско-обвинителскиот систем и покрај, би рекол, најниската оценка од страна на граѓаните. Логично е тоа лице кое што знае, има податоци или информации каде се наоѓа бегалецот од правда, да го повикаат, да поразговараат со него и да ги даде тие информации, бидејќи Артан Груби е бегалец од правдата. Ако Али Ахмети има информации, треба до обвинителството да го повикаат, да допре тој глас до нив, тие да го повикаат на информативен разговор и да слушнат од него каде се наоѓа. Во новата година влегуваме со повеќе полициско-обвинителски акции во сферата на тероризмот, справување со криминални групи, имаше шверц на луксузни возила. Овие високо профилирани случаи, ќе ги споменам ИСМ, значи тука беше и државна лотарија, сега имаме предмети за ТИРС. Дали овој пат, сето ова се случува во еден терористичка келија, жестока споменав, терористичка, значи противтерористичка операција, сега ова се случува интензивно изминатиот период, меѓутоа дали очекувате разрешување, разврска на овие процеси? Јавноста стравува да не бидеме сведоци повторно на развлечени судски процеси, случаи ставени во фиока без завршница. Јас тука можам да кажам на јавноста дека сето она кој што зависи од владата и од институциите кои што се под надвежност на владата, како извршна власт, ќе ги завршиме безпрекорно, како што тоа го прави. Следно е судската власт, односно обвинителството и судовите да си ја завршат работата. Факт е дека уставна загарантирана норма е презумпцијата на невинност, но исто така овие работи треба да функционираат по еден нормален тек. Тоа е институциите и органите на прогонот да спроведат истрага, да обезбедат докази и така натаму, а судовите да судат понатаму, доколку констатира дека тие докази се доволни за отпочнување на процес. Така што дали ќе бидат разлекувани, дали ќе дојде правдата, како што сите ја очекуваме, тоа не зависи од извршната власт и од владата. Наше да ги обезбедиме сите неопходни докази како институции и да ги доставиме до обвинителството и судството. Понатаму, судската власт е таа која што треба да го
води процесот и да го заврши. Тука се реформите во правосудството, ќе бидат предизвики за 2025 година. Дали останувате на ставот за целосно распуштање на Судскиот совет, Советот за јавни обвинители, нешто што беше дел и од вашата предизборна кампања? Сега имаме најави за смена на членови нели на Судскиот совет, оние што се менуваат во собранието, ни е нов закон за Судски совет. Дали овие два чекори се дел од реформите или сте за целосно распуштање, како тоа би се спровело? Едно е јасно дека овој судски совет ваков како што е нема легитимитет кај граѓаните. Тој можеби има легалитет, но нема легитимитет, бидејќи кредибилитетот им е уништен, довербата е едноцифрен број проценти, довербата е на историско најниско ниво, и она кое што е важно е дека ако нема свесност помеѓу нив самите да заминат, тогаш мора ние да превземеме некакви чекори за да може тие да заминат. Но тоа не значи дека сега едни луѓе кои што ја довеле ситуацијата и состојбата ваква каква што е, да ги замениме со други кои што тоа ќе го продолжат. Кадровскиот потенцијал кој што треба да го освежи ова тело и ова институција, навистина треба да биде со импозантна цел и агенда пред себе, но и институционална меморија позади себе, односно да има биографија тежина, тој кој што ќе биде таму. Затоа што ако ние едните ги замениме со други, а останат навиките исти, начинот на месување, не сме направиле ништо. Истото и за нас ќе се случи еден ден, ќе заминеме и ние, ќе дојдат некои други и така натаму. Затоа што кога ќе дојдат тие смени, а кога ќе дојдат како резултат на смената во парламентот во која што мнозинство е оваа влада, и ако нема некакви позитивни промени, тогаш ние ќе бидеме виновни. И сите ќе речат, исти се. А тоа не е наша цел, ние не сакаме тоа да го. Додека бевте во опозиција, вие обвинувавте за партизација на судството. Сега опозицијата повторно обвинува за можна евентуална партизација на судството. Значи, како да се вртиме во круг, кое е решението за излегување од овој маѓевсан круг? Можеби целосен ветинг, како што правеше Албанија, меѓутоа таа потоа се соочи со еден процес на блокада, да немаат суди, за да работат на судските случаи? Не би рекол дека ветингот е опција. Не би рекол, ние имаме одлични закони. Ние треба само да ги ослободиме обвинителите и судовите од партиските стреги. Ова, вие што велите, да не бидат во грч и да мора на партиски мокници да им или некој друг тип на мокници да им служат. Ние треба само да ги ослободиме и на тој начин тие ќе почнат да се однесуваат онака како што би требало да се однесуваат, односно да обвинуваат и судат по закон и устав. Обвинителството отвори предмет во врска со вашето тврдење дека сте следени како што рековте организатор и финансиер на политичка организација. За да некој ве следи, нели треба претходно да има и барање од јавен обвинител, одобрени од врховен судија. Што се случи со тоа? Имате ли некакви сознанија? Или процесот отворен и во обвинителство сега? Видете, во интерес на истрагата јас не би зборувал за многу детали поврзани со овој случај. Тоа што имав да го кажам во јавноста, го кажав за време на Собраниската седница за пратеничките прашања. Но она што мене ме загрижува е храброст со која овие институции, кои што треба да се грижат за безбедноста на државата, ги злоупотребуваат практично механизмите со кои што располагаат, за да политички се пресметуваат со опозицијски водачи. Во случајот, јас како претседател на најголемата тогаш опозицијска, па земете како сакате и политичка партија. И тука целосно е нарушена мојата приватност. Мислам, во Македонија ова не смее повеќе да се случува. Ако сакаме да одиме напред, не смееме да дозволиме такви инсталации, јас би рекол комунистичко-болшевички, да ги контаминираат нашите институции, посебно оние институции кои што треба да се занимаваат со безбедноста на државата. Како тоа функционирало? Се измислува извор, се создава, се крира белешка врз основа на информации кои што немаат никаква врска со вистината, се мобилизираат инструментите со кои што располага
таа институција и тие се канализираат да во случајов нормално го следат претседателот на најголемата опозицијска политичка партија, тоест мене во случајов. Потишли чекор понапред има следење и на членови на моето семејство. И тоа е навистина проблем. Тоа е контаминиран, трул систем кога вака се злоупотребува. И тоа е од една од тие агенции, очекувам и друга, и од другата нешто слично, бидејќи има такви индици за кревање на дронови и слично, кои што кога се кревале според точките каде овој дрон е управуван, коинцидираат со локацијата, географската локација на мојот дом, односно на куќата каде што јас живеам. Но тоа ќе го потврди внатрешната истрага, а потоа очекувам се тоа да допре до обвинителството во еден судски процес, да се декласифицира и овие кои што тоа го правеле да бидат одговорни. Да бидат одговорни пред законот и пред уставот. Дали останувате на тоа дека Бојан Христовски ќе биде директор на АНБ со оглед на случувањата со Државната комисија за спречување корупција, сертификатот, членката, судирот интереси на членката на Државна комисија, која што во јавноста сега тоа е поактуелно во изминатиот период? Знам, го следам тоа во јавноста. Јас и до ден денеска не можам да разберам зошто се обидуваме да ставиме сенка на еден процес кој што е кристално чист. Се спореше неговата диплома, освен TOEFL. Се спореше неговата диплома, освен TOEFL, се докажа дека ниту едното, ниту другото е спорно. И сега, повторно, ние на дневна политика ја следуваме темата која што е поврзана со институција, која што е поврзана со безбедноста на државата. И тоа не е јавен интерес. Ја разбирам што е јавен интерес, но тоа не е јавен интерес. Во ред, ете, се постави прашањето, се затвори прашањето и сега во потрага по сензација, со сила да креираме скандали, се прави ваква јавна дебата од поединци, не е тоа од сите. Тука пред се мислам и на неодговорното однесување на опозицијата. Но во ред, иако така мисла дека треба, ние немаме од што да се плашиме, подготвени сме за јавна дебата. Да се префрлиме на евроинтеграциите, ЕУ останува ваш приоритет, тоа постојано го говорите. Последните случувања беа во Брисел, на самитот ЕУ Западен Балкан. Еден светски медиум донесе заклучок многу пријателски зборови, но без конкретни датуми за можен пристап во Унијата за државите од Западен Балкан, генерално. Дали уште постои надежда дека 2030 ќе биде новата 2004, кога имавме еден поголем бран на проширување? Какви се вашите впечатоци во однос на ова? Јас ги споделувам тие впечатоци на тој светски медиум, дека навистина имаше преубави зборови од страна на лидерите кои што беа таму присутни, а верувајте беа сите речиси. Беа испратени пораки на реунифицирање на Европа. Тоа не го веќе нарекуваат тој процес на проширување, туку повторно обединување на Европа со овој дел кој што недостасува, тоа е Западен Балкан, земјите од Западен Балкан и која е и нашата. Имаше навистина, би рекол, исклучително квалитетни пораки. Јас, како и секаде дома, така и надвор, се обидувам да ги презентирам нашите аргументи, да се борам со аргументите на вистината, чувствата кои што ги имаат нашите македонски граѓани, за сето она кое што се случуваше во минатото, што све требаше да направиме. Неизвестноста за единината, бидејќи повторно имаме билатерални пречки. Стравувањата од сето тоа и покрај тоа што можеби сме направиле како ниту еден народ кој што пристапил во таа Европска унија, ние се уште не сме ни милиметар поблиску кон Европската унија од тоа што бевме речиси пред 20 години кога се стекнавме со статусот кандидат. И тоа не поради тоа што сме толку лоши, не испорачуваме реформи слично, туку најчесто се тоа билатерални проблеми. Да не бидам погрешно разбран, ние имаме внатрешни проблеми многу, но
имаат и земјите членки на Европската унија внатрешни проблеми, ние ќе ги решаваме. Но јас зборувам за сето она што представува билатерализација на процесот, односно билатералните проблеми да бидат одлучувачки критериум дали една држава ќе оди напред или нема да напредува, како што сме ние. Апсолутно се согласувам дека и тоа го кажа еден, би рекол, државник од многу влијателна земја членка на Европската унија, дека проширувањето во 2004 година не било проширување на кластери или поглавја, туку проширување бидејќи постоела политичка волја. Како Да не се лажем. добивте сега, еве на пример повторна е политичка, геостратешка, како да кажам, геостратешко прашање е самото проширување со оглед на војната во Украина. Ние Меѓутоа Балканот се уште не е дел од Европската унија. Точно, ние можеме да работиме и да ја представуваме нашата позиција, нашите аргументи, да дебатираме, дома да ги решаваме проблемите, да бидеме што е можно подобри. Сето тоа да биде дополнителен аргумент со кој што ќе им олесниме на земјите членки да донесат таква политичка одлука. И јасно да кажеме докаде се нашите црвени линии по прашањето на билатералните спорови. Имате ли поддршка за уставни измени со одложено дејство? Вие аргументирате еден подолг временски период, имавте средби со високи представници на Европската унија. Значи, каков е вашиот впечаток? Дали имаат слух за тоа решение? Или можеби ќе се најде некое друго покреативно решение? Видете, две работи се важни. Прво, не постои ниту еден државник, политичар, човек од Брисел или од светот на кој, кога ќе му ги кажеме нашите аргументи и нашиот предлог, не рекол не. Сите велат фер, разумно, тоа е тоа. Факт е дека состојбата кај нашиот источен сосед, немањето се уште влада, стабилна влада, фактори на одлучување и сето тоа кое што е таму реалност, го отежнува процесот и тогаш одлуката најчесто е, знаете, Софија не го прифаќа тоа. И ние повторно аргументираме дека тој предлог не е спротивен на заклучоците, повторно ги кажуваме нашите аргументи за сето она кое што е во минатото, за сето она кое што го очекуваме да ни се случи во еднината. Како би можеле ние сега да им објасниме на нашите граѓани дека ќе го менуваме уставот поради оваа причина, поради овој аргумент дека неколку стотини наши сограѓани кои што за себе велат дека се дел од бугарската земница треба да влезат како конститутивен елемент, а десетици илјади наши сограѓани во минатото и стотици илјади македонци во Бугарија не можат да основаат ниту невладина организација. Имаме 14 пресуди на Судот за човекови права во Страсбур. Цитираме делови од Лисабонската декларација, каде што јасно се ставаат до знаење кои се критериумите за отпочнување на преговори така натаму и така натаму. Целиот тој процес е макотрпен, не е едноставен. Но тие велат, еве, Главчев од Брисел порача, нема промена на бугарската позиција. Добро сега. Дали евентуално планирате во 2025 средба со високи представници на Софија, или не знаеме што ќе се случува кога ќе формираат влада, меѓутоа ете можеби со Радев, со Главчев, билатерално тет-а-тет, можеби со посредник како што најавувавте за 24 година? Апсолутно сум подготвен во 2025 да се сретнам, да разговарам било каде на оваа тема, да ги разгледаме сите можности, затоа што потребно и двете страни да сакат. Но истовремено, по секоја цена нема да барам решение кое што дополнително ќе ни го тежне овој процес. Како прв човек на владата, да, имам приоритет да почнеме преговори, да отвараме поглавја и така натаму, но во секој договор мора да имаме јасен крај и предвидлив крај. Нема да дозволам, бидејќи ова сега што од нас се бара ова промена на уставот е пречка само за почеток. Ова не е пречка за крај. Затоа ние се обидуваме да го репроектираме почетокот да не биде крај. Ма таков и процесот на одлучување во Европската унија. Гаранција немаат ни останатите земји кандидатки, може да ги затворат, нели сите поглавија и повторно да се сретнат со пречка. Точно, се сложувам, но доколку тие пречки
се однесуваат на реалните проблеми. И сега, овој начин на билатерални спорови и водење политика и водење на процес, гледате каде не носи. Сега Хрватска вели, Црна Гора не може овој кластер да го затвори поради тоа и тоа. Бугарија вели, не може Србија поради тие и тие причини. Се тоа кое што започна уште во времето кога нашиот јужен сосед континуирано не блокираше и во НАТО и во ЕУ поради билатерално прашање, тоа беше прашањето со името и така натаму. Сега полека, но сигурно стана пракса. И тука е проблемот кај самата Европска унија, мислам, најголем, затоа што наместо да се видат позитивните искуство од минатото, такво едно позитивно искуство беше спорот помеѓу Хрватска и Словенија, и наместо на тој начин да се водат и овие билатерални спорови, кај нас што се случи? Билатерализацијата стана алатка, односно наместо ние да станеме европјани, европјаните станаа балканци. И тоа е најголемиот проблем сега кај нас. Практично процесот на пристапување, на преговори се балканизираше. Наместо ние да се европеизираме, процесот се балканизираше поради ваквиот начин на одлучување. Затоа мораме заедно да работиме надвор, но исто времено ќе повторам, приоритет да не биде решавањето на домашните задачи. Заминувате за САД, дали ќе барате поддршка од нашите стратешки партнери САД за евроинтеграцијата? Апсолутно заминувам во Соединените Американски држави на 18 јануари и таму ќе бидат предвидени многу средби, многу разговори сакам и многу теми сакам да отворам и да затворам, затоа што мислам дека покрај Брисел Вашингтон е исклучително значајно место за нас како држава и за нас како влада. Наистина ќе имам квалитетни средби од тоа кое што е досега договорено со водечките луѓе од администрацијата во Вашингтон и очекувам да го привлечам вниманието и со поинаква оптика да гледаат кон Балканот. Мораме прво регионално да го привлечеме вниманието, односно оптиката на Вашингтон да гледа кај нас како регион, не како единка во тој регион. Да, важна единка, природна раскрсница, срцето на Балканот, но сепак како го гледаме Балканот како целина, како регион, тогаш низ оптиката на Вашингтон поубаво можеме да ги гледаме работите и сакам сето тоа да го презентирам таму, кои се предностите кои што ние како мала, убава земја во срцето на Балканот ги нудиме, но и кои се предизвиците за регион. Еден од приоритетите на владата е зголемување на животниот стандард на граѓаните. Дали во 2025 година ќе има зголемување на минималната плата и на останатите плати, нели, на вработените како што најавивте во државната, во јавната администрација? Законско зголемување на минималната плата секако ќе има. Тоа е некаде... Се бараше 450 евра, па една од коморите излезе со 500 евра понуда. Не од коморите, мислам дека излезе од синдикатите. Синдикатот мислам дека 450 бараше, но како и да е. 450 евра е барањето на опозицијската СДСМ. Опозицијската СДСМ, која што и после 7 години неаргументирано настапува. За нас како влада, да се разбереме... Дали ќе има зголемување, тоа е најбитно. Законски секако ќе има. И мислам дека законското зголемување врз основа на моменталните позитивни законски критериуми ќе треба да ја зголеми просечната плата на ниво 24.000 и нешто денари. Тоа е секако предвидено. На минималната. На минималната, да. Како се изрази просечната? Се извинувам, лапсус линго. Минималната ќе биде 24.000 денари. Но доколку работодавачите и работниците се согласат за поголемо зголемување, ние можеме многу лесно законски да интервенираме и како влада тоа ќе го прифатиме. Тука да немате дилема, бидејќи ако гледаме од името на владата со зголемување на минималната плата повисоко, тоа значи повеќе средства во буџет, повеќе средства за придонеси, така натаму. Значи ние не сме елемент
во кој што еве ние некому нешто даваме или земаме. На нас ако гледаме себично како влада ако гледаме низ призмата на нашиот интерес, тогаш можеби е подобро да се зголеми. Но секој оној договор кој што го имаат работодавачите и работниците, еве наследниот економски и социјален совет ќе го отвориме ова прашање, ние ќе го поддржиме. Кога ќе се одржи следниот? Па во јануари сега. Реакции во јавноста предизвика и предлогот на Фискалниот совет, кој што понатаму беше и препорака и во извештајот на Светската банка за зголемувањето на старосната граница за заминување во пензија на 67 години. Светска банка, меѓу другото, препорача и зголемување на давачките за пензиско. Сега мислам дека со 18,8%. Дали останувате на ставот дека нема да има менувања на старосната граница и на давачките и како ќе се надмине таа дупка во фондот, како ќе се постигне баланс? Апсолутно останувам на ставот, тука не треба никој да има никаква дилема. Тоа треба сите да бидат сигурни дека ние политиките не ги менуваме инстант. Имаме аргументи, се разбира, не сме и наетливи, па да речеме не може така кажавме, туку имаме аргументи. Најлесно е да се направи ова кое што вие ми го кажувате, односно кое што е препорака на Фискалниот совет и дел од експертите на Светска банка, дека треба да се зголеми данокот на додадена вредност, придонесите за здравствено и пензиско, да се зголеми старосната граница и слично. Ние сме фокусирани на политики кои што ќе значат намалување на сивата економија, намалување на даночната евазија, повеќе пари да собереме во буџетот, истовремено раст на економијата и повеќе пари да собереме на тој начин во буџетот, како би можеле се тоа да го сервисираме, зашто во моментот морам да кажам дека сме апсолутно ликвидни, дури после долго време имавме и суфицит во буџетот во еден месец, мислам дека беше октомври месецот, отприлика 17 милиони евра, негде милиарда и 200-300 милиони денари. Така што најлесно е да удриме на грбот на граѓаните. Тоа нема никогаш да го направиме, ако не ги исцрпиме сите можности кои што ги црпиме, затоа што оваа влада е избрана со огромна доверба од страна на граѓаните и таа доверба не сме да ја изгуби со тоа што ќе води дволични лицемерни политики, туку стабилни политики кои што се предвидливи и политики на долг рок. Апсолутно можам да ги уверам граѓаните дека и сегашниот закон овозможува за одредени професии да имаат пролонгирано заминување во пензија. Немаме намера да ги зголемуваме старосните граници, немаме намера да ги зголемуваме процентите со кои што ќе се зафаќа за придонесите здравствени и пензиски, немаме намера да го зголемуваме данокот на додадена вредност, немаме намера да интервенираме во успешната приказна наречена ранна даночна политика. Најавувавте 1 милијарда странски инвестиции во 2024, но и промени во моделот на привлекување на странски инвестиции. Ќе се укинува ли начинот на досегашната поддршка за странските инвеститори? Следната 2025 година ќе биде исклучително квалитетна година во делот на привлекувањето на странските инвестиции. Но ono што е важно и што треба за нас да представува предизвик, каде ние ја гледаме македонската економија во овој сегмент за 10, 15, 20 години од денес. Бидејќи ваквиот начин на привлекување на странски инвестиции кои што започна пред, би рекол, можеби 20 на години, сега веќе ги исцрпува своите можности, го достигнува својот пик, би рекол, врв. Ние сега треба да видиме како би го диверсифицирале се тоа, целосното портфолио во иднина, и каде во иднина ние ја гледаме македонската економија во делот на странските директни инвестиции. Можам да кажам дека сме во завршни преговори со една компанија која што доаѓа од земја членка на Европската унија, многу моќна земја членка на Европската унија, со која што преговараме за инвестиција помеѓу 350-360 милиони евра во делот на напредната технологија, односно во делот на производство на батерии, нешто кое што навистина представува иднина, не само во Европа, туку насекаде во светот. Потоа имаме и инвестиција на постоечки многу квалитетен инвеститор со огромно учество во извозот, кој што во јануари треба да се произнесе дали ќе ја проширува својата инвестиција тука,
И тоа ќе значи многу за македонската економија. Ние сме во последен круг, во најтесен круг како држава, заедно со една од сојузните држави на Соединените Американски држави. Ќе кажам, тоа е државата Пенсилванија. Че Пенсилванија и Македонија се во најтесен круг за оваа инвестиција. Работиме деневно на овој план. Таа е таа историската што ја најавувате дека ќе... Не, таа е друга. Ова е исто така, би рекол, историска, но и другата е исто така, не би рекол, можеби најкрупна, 350-360 милиони евра. Работиме со 15 потенцијални инвеститори и убеден сум дека се тоа ќе го заокружиме успешно. Во делот на моделот се менува во делот на законските одредби, стимулацијата, односно поддршката на странските инвестиции, но тоа нема да биде драматично различно од тоа што било до сега, туку едноставно се обидуваме да го диверзифицираме тоа инвестициско портфолио во гранки кои што имаат висока додадена вредност. Премиере Мицковски, ви благодарам за ова интервју, ви посакувам среќни новогодишни и божични празници. Ви благодарам на можноста, се надевам дека ќе го задржиме вашето внимание, односно на вашите гледачи. И јас исто така користам оваа прилика еве на гледачите да им посакам среќни новогодишни божични празници, пред се здравје, нормално, а потоа и успех за нивните семејства и успех за Македонија, се разбира. Благодарам.